Добро утро од мене. Во моментов се наоѓаме во Центарот за дневен престој за бездомни лица при Црвениот крст во Момин поток. Отворено место 2008 година и веќе 17 години ја дава потребната помош и поддршка на една од најзагрозените категории на лица, бездомниците во градот Скопје. Од кога сме отворени, бројката на бездомни лица во Црвениот крст и воопшто во градот Скопје постојано расте со едно галопирачко темпо. Кога се отвори центарот во 2008 година, почната стручна работа да се реализира на вкупно 10 бездомни лица, каде што тие 10 бездомни лица се имаат лоцирано, односно детектирано под мостови, транспортен центар, паркови, во напуштени згради, во простори каде што реално и газдите имаат заминато во странски земји и бездомните лица бесправно имаат влезано во тие простори, односно на познатото сквотирање. Со такви 10 бездомни лица имаме почнато во 2008 година, за да хронолошки во 2012 година таа бројка се зголеми на 50 бездомни лица, во 2017 година таа бројка порасна на 100 бездомни лица и во 2019 таа бројка заради појавувањето на корона-19 некако тригерирано се зголеми оваа бројка од 100 на 150-160 бездомни лица. Тоа значи дека вкупната бројка на бездомни лица во Центарот за дневен престој за бездомни лица е зголемен за 50%. Короната во голем дел ја зголеми оваа бројка на бездомни лица заради тоа што голем број од граѓаните во градот Скопје и во Македонија ги изгубија своите работни места, па тоа некако е поврзано следствено со лицата кои што до тогаш работеле, плаќале кредити или имаат земено стамбени кредити, ке не бе во можност да ги исплатат тие кредити, ги имаат изгубено своите работни позиции и на некој начин во многу краток период нивниот живот се претвара во пекол и единственото место во кое што имаат најдена спас, утеха и решение е токму Центарот за дневен престој за бездомни лица при Црвениот крст. Во пунктот за бездомници беше порано пункт за бездомници. До пред една година можам да се пофалам дека пред една година се лиценциравме во Центар за дневен престој за бездомни лица. Огромна благодарност до ресорното Министерство за социјална политика, демографија и млади, каде што ни ја дадоа потребната помош, поддршка и насоки како да се лиценцираме и да стигнеме до таа лиценца, каде што реално од претходно 2 дена каде што ги служувавме бездомните лица, сега работиме секој ден со истата категорија на лица, каде што облеката, чиста облека, храна, напитоци, разговор со социјален работник, доктор, психолог, делење на медикаменти, интервенции медицински, вадење на потребна документација и асистирање до здравствени и социјални установи го реализираме сега секој ден, каде што претходно беше, како што напоменав, среда и петок. Во Центарот за дневен престој за бездомни лица постои палета на сервисни услуги. Тоа значи дека во сите денови бездомните лица може да дојдат да ја остават валканата облека, да им се даде чиста облека, таа се пера што ја остават валканата, после неколку дена доаѓаат и ја земаат чиста испрана, имаат топли тушеви во секој време да се избањаат, топли напитоци, храна, медикаменти, вадење на лична документација, консултација со доктор, социјален работник и психолог. Исто така и кога ќе им се извадат сите тие лични документи, главниот напор е да се стават во системот на социјална заштита, односно да се поврзат со сите тие права од непосредна заштита, односно која што е уште позната во Македонија. Тоа значи дека на сите оние права кои што им следат на бездомните лица, како што се, да речеме, гарантирана минимална помош, како што е социјална пензија, здравствено осигурување, сите тие права кои што едноставно ги заслужуваат и мислат заради нивната ранливост, ги добиваат со наша поддршка и асистенција. Можам да се пофалам и со одлична, да речеме, соработка и партнерство сите овие 17 години со огромен број на компании кои што се општествено одговорни, помали или поголеми фирми кои што не помагаат и не поддржуваат и ја препознаваат мисијата и заложбата на Црвениот крст во однос на оваа целна група. Тука има голем број на компании кои што донираат лепи бели пецива, топла чорба, топла храна, исто така се донира местни производи, кондиторски производи, хигиена, лекови, облека, чевли, се она што е потребно за оваа целна група да ги добие сите потребни нешто како сите останати граѓани во Македонија.